почитувани присутни. Представниците на ВМРО-ДПМНЕ овде во Советот не сакајќи да ги согледаат негативностите и катастрофалната состојба во училиштата, ни кажуваат дека голем успех било тоа што училиштата имале блокирани сметки, ама работеле без проблем. Каков парадокс, да се фалите дека имате блокирани сметки. Потоа ни кажуваат дека достигнување во училиштата било и успех во образованието според представниците на ВМРО-ДПМНЕ во Советот и тоа што во образованието редовно одене на систематски проекти. Успех било и тоа што нашите деца завршувале во странство и таму учат. Успех било и тоа што во училиштата се водело грижа за здравјето на децата. И уште вакви многу други успеси од представниците на ВМРО-ДПМНЕ и вакви бисери слушнавме на оваа седница и на почетокот на седницата пред да ја прекинем. Мајде да погледнеме во реалноста, почитувани присутни. Власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ со своите проекти или поточни експерименти го доведе образованието пред колапс, како од финансиски, така и од квалитативен аспект. Проект, односно експеримент, компјутер за секој дете. Потрошени милиони евра, а компјутерите останаа во избите. Но на некој при набавката на компјутерите му беше опијата, а не квалитетот по образованието. Значи се купија компјутери кои останаа во избите, а при тоа се потрошија милиони евра, училиштата се со блокирани сметки, немаат пари за средства за добри луѓе, како што велат училиштата, за тие да купат средства за хигиена, за да може во училиштата да заврши листата. Во училиштата прокапува во учениците, прокапува во тоалетите, прокапува во спортските сали. Тоа е успехот во методското образование. На комисија ни беше кажано дека спортската сала во основното училиште Трифун Пановски се користи без проблем, а од друга страна, во програмата за работа на основното училиште Трифун Пановски се вели, цитирам, физкултурната сала не задоволува ниту еден стандард изведување на наставата. Ајде се. Значи не задоволува ниту еден стандард, меѓутоа се користи без проблем. Парадокс. Тешко на нашите деца ако учат во сала која што не задоволува ниту еден стандард. Од родителите се бараат пари да се реновираат училиштата, а ВМРО-ДПМНЕ и нивниот Милен Талевски трошат повеќе од 20 милиони евра пари на граѓаните, пари на Витолчани. Имено во програмата на основното училиште Трифун Пановски се вели, цитирам, во соработка со родителите и црковниот одбор на тамошната црква, во училиштето е поставен водовод, одвод и санитарен јазов. Граѓаните велат, Господ на помош да ни е со ова власт на ВМРО-ДПМНЕ. И Господ навистина дојде на помош и во Трифун Пановски, во подрачното училиште во Трново, ни изгради заедно со родителите водовод, одвод и санитарен јазов. Тоа е успехот на ВМРО-ДПМНЕ. Во програмата за минатата година на основното училиште Свети Климент Охридски стоеше следнава реченица за минатата година. Слаб интерес на локалната самоуправа за решавање на проблемите во училиштето. Овде сакам да прашам дали ова година овој слаб интерес на локалната самоуправа за решавање на проблемите во основното училиште Климент Охридски е заменет и покриена тој недостаток од страна на локалната самоуправа со тоа што на родителите му се бараат пари во тоа училиште за да извршат вредни санации. Во образованието има проект, односно повторен експеримент, екстерно тестирање за учениците, наставниците, професорите. Резултатот од овој експеримент е травма, стрес за учениците и родителите, травма, стрес и казни за наставниците и професорите. Премиерот Груевски за екстерното тестирање на последната седмица за протестата, кои што имаат завршено училиште пред да се воведе екстерното тестирање, ќе имаат стрес кога ќе излезат на пазарот на трудот и ќе се соочат со нивното незнаење. Понатаму, премиерот Груевски, при неговото обраќање по повод 8 септември, истакна дека кога немало екстерно тестирање, родителите вршеле притисоци врз наставниците и професорите за да пишат повисоки оценки, при тоа рече, цитирам, родителите постигнуваат краткорочен ефект на услуга кон нивните деца, покажување моќ и наводна грижа
а од друга страна несвесно создаваа паразити од нивните деца, затворен цитат. Јас пред неколку дена јавно прашав од представниците на ВМРО ДПМН да обитола и побара да се оградат од ваквите изјави на премиерот, бидејќи нашите деца ниту се незнајковци, ниту се паразити. Такво градување не добив. Денес повторно барам од координаторот, координатор, председател група на ВМРО ДПМН кој да се собратам за да може да се огради доколку го сакам. Значи, добро, се уште немате координатор, добро, тогаш кој било, нека излези да се огради, бидејќи нашите деца не се ниту незнајковци, ниту пак се паразити. А од вас директорите, односно вас директорите на училишта да сакам да ве запрашам, дали децата, кои што поминаа низ вашите раце, кои што завршија училиште во вашите екстерно тестирање, дека се незнајковци и паразити. Доколку тоа го сметате на вистина, според мене тоа е едно мазохистичко размислување. Благодарам. Удар противпожарна заштита. Колеги советници, гости, мислам дека после прекинувањето на седмицата од пред скоро 10 дена, денес конечно може да продолжиме со расправа. Екстерно тестирање, дека се незнајковци и паразити. Доколку тоа го сметате на вистина, според мене тоа е едно мазохистичко размислување.